Ми треба Филип Митрески. Како може да стапам во контакт со него? Извинете, ама ние овде во пријавното место немаме контакт со него. Добар ден, Филип супер возач? Да, Утре како ви е планот? јас сум утре во Битола. Јас сум моментално во Скопје. Зошто се предомисливте? Па немам искуство јас за зборење на камера сега. Право интервју ова да ми биде. Ова беа фрагменти од нашите минатонеделни обиди да добиеме интервју од младиот кичевец Филип Митрески, кој од МВР го доби монополскиот бизнис со возачки испити за Пелагонија. Станува збор за партиски активист и член на Советот на општина Кичево од редовите на ВМРО ДПМН. Лани во август тој прво ја основал фирмата Street Ride во Кичево. По неколку дена таа фирма основала друга фирма, Супер Возач. Со Супер Возач, каде тој е и управител, се пријавил и беше избран на огласот на МВР за доделување лиценца за организирање и спроведување на возачките испити во Битола и околината. По нашата првична објава дојдоа и политички реакции. Прво од левица: Пелагонија 5 месеци без испитен центар за Тошковски да го намести милионскиот бизнис на сопартиец. По нив и од СДСМ. Ова е моделот на владење на ДПМН. Партиски и лични бизнис интереси врз грбот на народот. Ова е огромен скандал кој мора да биде расчистен до крај и да има одговорност. Како што објавивме, подготовката за полагање ја вршат автошколите и во тој сектор има конкуренција. Но полагањето во секој плански регион го спроведува само една фирма, која добива лиценца од Министерството за внатрешни работи со важност од 5 години. Лиценцата на претходниот оператор во Пелагонискиот регион истекла на 15 декември 2024 година. Уште конкретно ноември истата година е распишан конкурс за избор на фирма, што ќе раководи со испитниот центар во наредната петолетка. Но обидот пропаднал од според МВР, никој од пријавените не ги исполнувал условите. А пријавени биле тогашниот оператор со обраќаен испитен центар АМ и фирмата Супер Возач. На повторениот конкурс, МВР ја избрале Супер Возач, зашто СИЦА не ги исполнила условите. Логичното прашање кое се отвори беше како е можно досегашниот оператор да не ги исполнувал условите на конкурсот, кога досега 10 години непречено спроведувале испити во Пелагонискиот регион. Во МВР прашавме во 2 наврати кои услови не ги исполнувала дисквалификуваната фирма. Не добивме одговор. Нам ни останаа должни, но по прозивките од левица од МВР образложија зошто СИЦ-АМ отпаднале од трката, но само за вториот, повторен оглас. Кандидатот за испитен центар со обраќаен испитен центар АМ Доел Битола не приложил важечки договор за користење на сообраќаен автодром полигон во подружница сообраќаен испитен центар АМ пријавно место Ресен, кој е еден од основните предуслови за функционирање на испитен центар, како резултат на што не ги исполнува условите за вршење на пропишаната дејност. Точно е тврдењето на МВР дека за да се добие лиценца за испитен центар, апликантот мора да обезбеди полигон во секое пријавно место. Во Пелагонискиот регион тоа го вклучува и Ресен. Доколку нема свој, фирмата што бара лиценца може да изнајми полигон. Газдите на полигоните пак се должни да им обезбедат еднаква шанса на сите заинтересирани страни и да склучат договор дека ќе им го дадат под закуп на заинтересираните фирми под еднакви услови. Така налага и Законот за заштита на конкуренцијата. Во Ресен, фамозниот полигон е на излез од градот, на патот кон Битола. На плацот има и автошкола и осигурително брокерско друштво. Ова е полигонот во Ресен кој пресуди кој ќе го добие монополскиот бизнис за сообраќајниот испитен центар во Пелагонија. По повеќе годишна соработка со СИЦА, собственичката одлучила теренот да го изнајми само на конкурентот, фирмата Супер Возач. Полигонот е на друштвото за обука на кандидати за возачи Автошкола Доел Здружение на возачи Ресен, чија собственичка и управителка е Билјана Бузлевски. Во одговор преку имејл, Бузлевски не сакаше да сподели зошто не склучила договор за закуп со доскорешните соработници СИЦ-АМ. Сите расположливи документи и преписки поврзани со конкретниот случај се доставени до Комисија за заштита на конкуренција и не би коментирале ништо дополнително поради тоа што постапката е се уште во тек.
Сдружение на возачи Ресен Доел од Ресен, видно од сите расположливи документи и преписки поврзани со конкретниот случај, во ниту еден момент не презеле действија со кои се повредува конкурентноста во овој случај, а во смисла на Закон за заштита на конкуренција, ниту пак покажале умисла во овој правец. И во однос на ова прашање повеќе нема да се произнесеме, поради тоа што постапката која ја води Комисијата за заштита на конкуренција е во тек и во догледно време очекуваме позитивен исход од истата. Очекувањата на господјата Бузлевски барем засега се во спротивност со содржината на прелиминарното утврдување на фактичката состојба од Комисијата за заштита на конкуренцијата, во кое имаше увид 360 степени. Во него се вели дека Сдруженијето за возачи Ресен, како единствено правно лице со полигон во Ресен, е злоупотребило својата доминантна положба на пазарот и неоправдано одбило пристап до полигонот, со што фирмата била невозможена да делува како конкурент на пазарот. Оштетената страна, СИД сам, обвинува дека намерно се извисени. Сообраќајниот испитен центар АМ Битола имаше валиден договор во траење од 10 години, заклучно со 26.1.2025 година. Значи, на првиот конкурс, сите барања по јавниот повик од наша страна беа исполнети во целост, како и во изминатите 10 години. Напоменуваме, Комисијата за избор излезе на увид на 28, 29 и 12 2024 година, а нашиот договор беше со важност до 26.1.2025 година. На вториот конкурс немавме нов договор, од причина што тенденциозно не го потпишаа, со цел да не исклучат од игра. Зошто Билјана Бузлевски не ја продолжила соработката со доскорешните деловни партнери, јавно останува мистерија. Тоа сепак не го менува фактот дека незината одлука била клучна за лиценцата да отиде во раците на активистот и локален функционер од ВМРО ДПМН Филип Митрески. За случајот да биде уште поинтересен, собственичката на полигонот во Ресен е сопруга на Александар Бузлевски, кој неодамна беше промовиран во кандидат за градоначалник во Ресен од редовите на СДСМ. Татко на Александар е Димитар Бузлевски, поранешен градоначалник и министер како кадар на СДСМ. Ова стана адот за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кога беше прашан за реакција на пресконференцијата на СДСМ за изборот на испитен центар во Пелагонискиот регион. Вака да поставам ја едно контрапрашање. Ако им е толку многу битно која од која политичка партија е, дали токму фамилијата од СДСМ и како моćна фамилија во рамки на реонот Преспа е онаа фамилија која што одлучила кој ќе го добие тендер. И од ставот на министерот и од постапката пред Комисијата за заштита на конкуренцијата е јасно дека полигонот што го води сопругата на функционер на СДСМ бил пресуден при вториот повик за избор на испитен центар во Пелагонија, милионскиот бизнис да го добие функционер на ВМРО ДПМН. Клучното, неодговорено прашање сега е: како и зошто МВР дошле во ситуација да распишат втор повик? Односно, кои услови не ги исполниле апликантите на првиот повик, особено до тогашниот испитен центар?